Владата во буџетот за 2017 година има предвидено средства за проектот за повеќе електрични автомобили, како и субвенции за вградување на плински уреди во автомобилите. Според вице-премиерот Владимир Пешевски, во зависност од интересот, ќе бидат алоцирани средствата следната година. Тој ги повика граѓаните да ги искористат поволностите кога тие ќе бидат во функција. Ќе има и определени дебати на оваа тема, да се види дали мерките може да се подобрат понатаму, да се усовршат, но навистина, особено за оние кои што поинтензивно ги користат возилата, како што се таксистите, луѓето што почесто патуваат, можноста да се набави електрично возило кое што придонесува за почиста животна средина, ќе има и многу голем економски бенефит. Едно е што ќе биде субвенционирана цената, но второ е самото полнење на електричните возила или пред 1 километар е драматично поевтин, некаде за 70 до 80% е поевтино отколку користите класични бензин или дизел горива. Како што нагласи Пешевски, мерката предвидува намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5%, целосно ослободување од царина и дополнителна акциза, а собствениците на електрични возила нема да плаќаат патарина и регистрација 10 години, а електричното возило ќе има можност да се движи на места каде сега се движат само автобуси и такси возила. Што заедно со инфраструктурата што ќе биде изградена, сметаме дека ќе ја направи Македонија една од понапредните во регионот во делот на електрификација на возниот парк. Што се однесува до мерката за субвенции за плински уреди во автомобилите, според Пешевски, просечната потрошувачка на автогаз е идентична со просечната потрошувачка на бензин. Разликата е во тоа што плинот е двојно поевтин. Според пресметките на телевизија Нова, возењето на плин заштедува во просек 2800 денари месечно или околу 40 евра. Така ако цената на плинот е меѓу 25 и 28 денари за литар, а цената на литар безоловен бензин чини 62 денари, доколку користите автомобил на плин и месечно возите во просек по 1000 километри, градското возење за еден месец би ве чинело околу 2800 денари, со дополнителен трошок од 500 денари за бензин месечно, кој се користи за да се запали автомобилот и да се загрее моторот. Возењето на плин во просек ве чини 3300 денари месечно. За споредба, кога возите автомобил на бензин, иако се зема предвид дека 1 литар безоловен бензин чини 62 денари, 1000 поминати километри, ќе ве чинат 5580 денари. Доколку 12 месеца штедиме по 2280 денари месечно возејќи на плин. Тоа би значело заштеда од 27360 денари годишно или преведено во евра 445 евра заштеда со автомобил кој вози на плин. Доколку вградувањето на плинскиот уред чини во просек 500 евра. Тоа значи дека инвестицијата за вградување плин се враќа за околу една година.